Драги сограѓани, дами и господа, 2013 година е веќе зад нас. Пред нас е новата, 2014 година. Секој од нас има своje видување за годината зад нас и своји цели, желби и соништа за годината пред нас. И на секој од нас многу фактори му влијаеле за годината да му биде подобра или полоша. Од оние најиндивидуалните, како здравјето, љубовта, личните успеси или неуспеси во училиштето или факултетот, на работното место, за невработените потрагата по работа, за болните потрагата по подобро здравје. Некого го израдуваа приновите во нивниот дом, некого го разочараа губењата на најблиските, некој е среќен дека добил и развил нова идеја, друг е помалку среќен заради некои лични проблеми и неуспеси од различен вид. И тоа е така, со индивидуалните фактори, кои ни влијаат на оценката на годината зад нас, но и на плановите за годината пред нас. Другата страна се случувањата во државата и пошироко, кои директно или индиректно влијаат на нашите животи, ни даваат или не нови можности и шанси. Од економски аспект, 2013 беше година на постепено закрепнување на Македонија од ударот на европската должничка криза. Иако истата се уште е актуелна, сепак во годините зад нас имаше мало подобрување во европски рамки. Тоа мало подобрување во европски рамки Македонија го искористи солидно и макроекономски гледано извлековме прилично поволен резултат. Според податоците за првите 9 месеци, споредено со сите земји во Европа, Македонија забележа четврт најголем раст на економијата од околу 3,4%. Истовремено останавме и четврта најмалку задолжена земја во Европа со државен долг од 34,5% од бруто домашниот производ. Буџетскиот дефицит, кој е проектиран на околу 3,9%, е одржлив и следната година ќе биде и помал. Она што е најважно е што и оваа година растот на економијата се рефлектираше на ново намалување на невработеноста, која се уште е висока, но споредено со екстремно високата невработеност на почетокот на мандатот на оваа влада, кога наследивме невработеност од околу 38%, намалувањето за околу цели 10% поени на сегашните 28,7%, не само што е историски најниска невработеност, туку се чини и максимум што можеше да се направи во едно тешко време на 5,5-годишни светски и европски кризи, кога во најголем дел од земјите невработеноста растеше. Интересен податок кој неодамна го доби Агенцијата за вработување по анкетирањето на сите регистрирани невработени е дека повеќе од половината од регистрираните невработени се изјасниле и подпишале изјава дека се пасивни невработени и дека не сакаат агенцијата да им нуди работни места. Ние ќе продолжиме активно да работиме на се што е во наша моќ, да се отворат нови работни места во Македонија. Во 2013, покрај повеќе домашни, допринос за намалување на невработеноста дадоа и ќе продолжат да даваат повеќе странски глобални компании, како Ван Хул во Скопје, кој во 2013 веќе почна да произведува и извезува автобуси и планира вкупно 400 вработувања. Драксел Мајер во Кавадаци, кој од 2013 секојдневно вработува нови луѓе со цел да ја стигне за цртаната бројка од 4100 вработувања. Кромбет и Шуберт во Битола, исто така. Компанија која од 2013 започна со вработувања и ита кон 2500 вработувања. Джонсон Мети, кој во 2013 ја отвори својата втора фабрика, која ќе возможи нови над 200 вработувања. Како и Johnson Controls, кој во 2013 ја отвори својата втора фабрика во Штип, проектирана за 1400 вработувања. Новата американска фабрика од автомобилската индустрија во Кочани, која веќе ги вработува првите 100 луѓе, а планира следната година и годината по неа да вработи вкупно 1500 луѓе, каде што прилично известно е дека доаѓа уште една до две други, една кинеска и една холандска компанија. Макарт од Германија пред 2 недели веќе потпиша договор со владата и објави дека следната пролет ќе почне градба на фабрика во Велес за најмалку 600 вработувања. Рускиот гигант Prote Group јавно објави дека во април ќе ја почне својата втора фабрика, а италијанскиот Технохозе веќе ја гради својата втора фабрика, 4 пати поголема од првата и поголемина и по број на планирани вработувања. Годинава зад нас
Во Демирхи се стартуваше и руската Гришко, која веќе вработи 80, а планира да стигне до 300 вработувања. Дубајската компанија во Ресен, која купи земјиште за изградба на откупен центар за овоше, не само што ќе вработи 100 луѓе, туку во значајна мерка ќе го абсорбира производството на јаболка од тој регион. Ван Пујан Брок, текстилна фабрика од Холандија, во октомври веќе започна со производство во Илинден. Кофи Кап од Тунис почна со огласи за вработување во Кавадаречкиот регион за околу 150 луѓе и редица други. За 2014 година, во овој момент веќе имаме неофицијална потврда на најмалку 20 нови странски компании, дека во годината пред нас ќе почнат градба на нови капацитети во Македонија. А уште други десетина компании размислуваат да донесат таква одлука. И се надевам и дека и некој од нив ќе ја донесат. Ова се компании кои ќе донесат повеќе илјади нови вработувања во автомобилската индустрија, информатичките технологии, земјоделието, текстилот, металургијата и други производствени дејности. Но ние тука не застануваме. Јас годинава ангажирав и трет министер задолжен за инвестиции, кој го остави својот бизнис и дел од семејството во Америка и дојде да ја помогне на Македонија. Целта ни е на секаде низ Македонија, во секој град, во секое населено место, да се донесат нови можности и нови шанси за нашиот народ. Продолживме со реформите и во делот на подобрувањето на бизнис климата. Светската банка не рангира како 25 во светот, подобро пласирани пред дури 21 земја членка на Европската унија. Годинава се реализираше и даденото ветување за исплата на сите заостанати обврски кон стопанството. Се потпиша и договорот Јужен поток со Русија, со кој ќе се обезбедат многу поголеми количини на газ. За граѓаните, кои од било која причина задоселе, за нови 9 месеци го продолживме рокот за откуп на дворните места по 1 евро квадрат, а за компаниите обезбедивме нови 100 милиони евра за кредити со субвенционирана камата од 5,5%. Последната делница од автопатот Александар Велики се гради без застој, а со Народна република Кина се направи аранжман за 2 нови автопати од Скопје до Штип и од Кичево до Охрид, чија градба треба да почне за околу 2 месеци. Се потпиша и договорот за градба на железницата кон Бугарија, чија градба треба да почне во наредните 2-3 месеци. А пругата на коридорот 10 се реконструира за да се вози со брзина од 120 км на саат. Се склучија и договорите за набавка на 150 товарни вагони, а следува потпишувањето и за нови патнички композиции, како и реконструкција на поголемите железнички станици. Во 2013 година се изградени или темелно реконструирани 144 локални патишта со должина од 145 км и 14 регионални и магистрални патишта во должина од 150 км. А во 2014 ќе има нови 75 локални патишта, исто така во должина од околу 145 км и голема должина на регионални и магистрални патишта. Во 2014 меѓу останатото започнува и градбата на хидроелектраната Бошков мост и Луково поле. А се чини овој пат има интерес од концесионери за хидроелектраната Чебрен, како никогаш досега. Во 2014 ќе имаме градба на гасоводната примарна мрежа, а во јануари ќе се отвори јавен повик за концесија на секундарната гасификација. Во 2013 успеавме, како што ветивме, за 5% да ги зголемиме пензиите за пензионерите и социјалната помош. А во март 2014 предвидени се нови 5% зголемување и на двете, додека во септември 2014 ќе порасна за 5% и платите во администрацијата, во време во кое повеќето други земји или ги имаат замрзнато платите, или тие се намалуваа. Не ги заборавивме ни ранливите категории на лица и како никогаш досега се вработуваат 1600 лица од категориите долгорочно невработени лица, лица кои немаат вработени во семејството, невработени од многодетни семејства и самохрани и еднородителски семејства, а во тек е вработување во јавниот сектор на 300 хендикепирани лица.
Само во 2013-та се вработија 83 деца излезени од дом за деца без родители, за кои преходно направивме и многу други чекори како обезбедување станови, средства за студирање и друго. Се зголеми и посебниот додаток за самохрани родители кои имаат деца со пречки во развојот за 50%. Се воведе и додаток за 100% глувите лица, како и додаток за квадриплегичарите, кои стапуваат на сила од 1. јануари 2014 година. Екстерното тестирање на учениците стартуваше успешно. Се донесоа јасни правила за сместување во студентските домови и се спроведуваат. Се градат спортски сали и спортски терени. Се градат и реновираат училишта и градинки. А склучивме и договор со Универзитетот Кембридж, кој постојано ќе работи во наредните 5 години, постепено да ги промени учебниците и наставните програми со најсовремени. Се формираше и фондот за поддршка на иновациите, кој од средината на 2014-та ќе ја почне распределбата на грантовите за конкретни иновативни проекти од Македонија. Во земјоделието продолжува силната поддршка од владата. Иако во 2013 се распределија 135 милиони евра, веќе во 2014 планирани се нови 140 милиони евра за натамошен напредок на македонското земјоделие. Легализацијата на објектите за земјоделска намена и поддршката за креирање земјоделски задруги, како и подобрувањето на квалитетот на семенскиот материјал и вештачките ѓубрева, се наш фокус на внимание со кој очекуваме уште повеќе приноси. Се донеси и закон со кој земјоделците може да си го купат земјиштето кое што го имаат под концесија. Наводнувањето е огромен предизвик на кој ќе работиме во 2014-та, но и во годините по неа. Продолжи и ќе продолжи и грижата за македонското здравство, каде освен огромните набавки на опрема и медицински апарати, и реконструкции и градби на нови болници. Посебно се фокусиравме на подобрување на квалитетот на услугата на пациентите преку воведување на проектот за плаќање на лекарите по учинок и преку масовни обуки на лекарите и медицинскиот персонал за нови методи за работа, кои се користат во најпрестижните медицински центри низ светот. Се воведува неонаталната кардиохирургија. Се намалија цените на лековите. Започна градбата на 5 центарот. Започна и градбата на детската клиника Козле. А за неколку месеци стартуваат и градбите на комплексот клиники Мајка Тереза, Штипската и Кичевската болница. Големи зафати се направија и во Тетовскиот медицински центар, а почнува испроведувањето на концесијата на диализите, која треба да ја подобри услугата во тој дел. Стартуваше и дигитализацијата, се воведува 4G фреквенции, се воведе мој термин во здравството, подсетник за граѓаните и повеќе други проекти од делот на информатичките технологии. А се донеси и закон за инспекцијски надзор, кој ќе даде нов квалитет на правилно инспекцијско работење. Во парламентот е и законот за администрација, со кој се предвидени револуционерни промени во оваа област, во делот на давање предност за влез на најдобрите во администрацијата и на мотивација на луѓето во администрацијата преку континуирани обуки и награди за најдобрите. Се донеси и законот за медиуми по долги преговори со новинарската фела и со компромис по клучните прашања. Бројот на туристите во Македонија повторно значително порасна, а за 2014 се очекува нов рекорд на странски туристи во Македонија. Пред нас е година кога очекуваме да почне градбата на становите за армијата на Република Македонија и да заврши градбата на новиот центар за обука на пилоти. Борбата против криминалот и корупцијата беше и ќе остане цврста и неселективна. На надворешен план, би рекол, имавме многу предизвици. Го добивме 5-тиот поред позитивен извештај од Европската унија, кој ни ја возможи и 5-та поред препорака за почеток на преговорите за полноправно членство. Сепак, и овој пат, на Македонија не и беше дадено заслуженото, од причина што Европскиот совет не може да обезбеди консензус
од сите земји членки. Зашто главна причина е барањето за промена на уставното име на земјата и името на македонскиот јазик и нација. Од една земја членка која своето членство го користи и не дозволува придвижување на Македонија ниту во НАТО, ниту во Европската унија. Имајќи во обзир дека нашиот јужен сосед се соочува и со тешка финансиска криза, која може да го доведе во прашање и кредибилитетот на еврото како заедничка валута на поголемиот дел од земјите членки. Напорите на сите поважни земји членки во моментот се фокусирани на тоа прашање. И повеќе од очигледно е дека барем за сега немаат намера да вршат дополнителен притисок на нашиот јужен сосед по било кое друго прашање, освен финансиските. А без таков притисок, шансите за решение се минорни. Од тука, Македонија ќе продолжи со сите напори за спроведување на своите внатрешни реформи, кои ќе зголемуваат нашата сила и кредибилитет. И истовремено ќе продолжи со максимални обиди за изнаоѓање решение за спорот, кој го наметна нашиот јужен сосед. Но без нереални очекувања или паѓања во колективни депресии по прашањето што кажа ово или оно и за нашето име, јазик или нација, или разните притисоци преку разни извештаи за Македонија, или внатреполитички предизвици кои треба да не деморализираат. Ние нема да застанеме. Ние ќе работиме. Ние ќе се однесуваме европски. И ние сме и ќе останеме спремни за да и се придружиме на Европската унија и на НАТО, тогаш кога и тие ќе бидат спремни да не прифатат тие што сме и тоа што сме. Почитувани граѓани, во годината зад нас дадов се што беше во моја мок, работејќи заедно со тимот во владата, да помогнеме на секој граѓанин на Македонија, на секој македонец и на секој албанец, турчин, србин, ром, бошњак, влав и секој еден наш граѓанин. Преку многу мерки и активности и преку многу проекти кои ги спроведувавме. Знам дека имаме уште многу проблеми за решавање. Знам дека на многумина од вас животот не им е лесен. Знам дека многумина секојдневно се содруваат со многу неправди и проблеми. Но давам се што е во моја мок, нештата да ги придвижам кон подобро. Секој кој одговорно ја разбира оваа работа може да замисли колку многу напор е потребен за да се сменат некои работи. Низ колку компромиси и преговори треба да се помине, колку непреспиени ноќи треба да се издржат и колку одрекувања се потребни за Македонија да се менува кон подобро и да се создаваат дела за сите граѓани. Веројатно многумина ќе речат не е доволно или не е правилно. Во ред, можеби и не е. И од тој аспект јас сум секогаш подготвен за преиспитување, но и за нови проверки на довербата. Но едно знам, и од тој аспект имам кристално чиста совест, а тоа е дека заедно со мојот тим го даваме максимумот. Понекогаш и грешиме, но кажете ми еден човек кој никогаш не сгрешил. Со вакво и посилно темпо ќе продолжиме и во 2014-та, со постојните и многу нови проекти и идеи за подобра, поуспешна и побогата Македонија. Македонија во која различните етникуми и религии обстојувале и во добро и во лошо и се помагале едни со други. Таа Македонија ќе оди напред и во 2014 година. Нека ви е среќна и успешна 2014 година. Нека здравието ве служи, а идеите за подобар живот нека ви се реализираат повеќе од она што го очекувате. Среќна и берикетна нова 2014 година.